Почитувани гледачи, ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и ја следите нашата утренска програма Здраво Македонија и се разбира ќе ве поканам да го проследите и разговорот кој што ни следува во продолжение. Ова утро ке зборувам со прекрасната Мартија Станојковиќ, која што има можеби најбогато лето кога станува збор за професионален план и за сето она кое што го прави во однос на музиката. Неодамна беше загревање, ако можам да кажам, пред група некако не ми оди за тебе, меѓутоа артист кој што настапи пред Рита Ора, Сенида и Два Бона. Охрид оваа година навистина место каде што се централните случувања, па верувам дека имаш многу што да ни раскажеш на оваа тема. Добро утро. Добро утро, Цеце. Па да, има многу што да се зборува, но пред се дефинитивно ова лето ќе го памтам по тој настап, бидејќи пред се да си ставен во лајнап на такви големи артисти беше навистина возбудливо. И предизвик беше да се покажам во најдобро светло што можам. Да. Навистина се посветив и целта ми беше публиката да ја видам насмеана и мислам дека тоа и го постигнавме затоа што добив многу убави коментари и тоа најмногу ме радува. Да, јас лично за жал не присуствував таму, меѓутоа те следам на социјалните мрежи уште од првиот момент кога објави дека ќе настапиш и беше вистинско изненадување на вистина. Имаме доста артисти кои што можеби нели би претпоставиле дека може да бидат дел од тој настан, меѓутоа Мартија можеби беше изненадување и секоја чест за организаторите на вистина. Колку време трае подготовките, бидејќи знам дека одамна го најави настапот, играше, имаше цела екипа со тебе на сцена, па верувам дека доста време требало да се спреми се тоа. Еден голем поздрав до Прагма продукција, што пред се помислија на мене и ме ставија во обзир да имам можност и прилика да се покажам да се представам на таква сцена. Голем поздрав до нив. Навистина беше изненадување за мене, кога ми се јавија, бев во прашалници, чекај Мартија на телефон, дали? Да не сте го погрешиле бројот. Да, искрено мислам дека во животот се што ќе посакаме од срце, некако ако работиш, самите работи ти се поклопуваат коцки. Се местат коцките, да, баш така. Да, и имаше многу спремање, значи од моментот кога ми се јавија, јас веднаш се активирав конкретно за настапот. Одлучив да се вратам со играњето затоа што дел од тебе дефинитивно. Дел од мене, да, и е во моите корени и тоа е моја, да кажам, прва љубов. И сакав да се вратам во таа форма. Беше напорно, имав голема трема, долго време, додека трае припремите, дали се ќе помине супер, не сум играла одамна, леле немој да паднам на сцена, немој да се случи нешто што не сакам да се случи. Ама клучот во сето тоа е што стварно уживав во процесот на спремањето и нормално кога се појавив на сцена бев 100% сигурна дека тоа е тоа. И публиката кога се насмеа, кога ја видов дека е навистина воодушевена на некој начин што го гледа тоа што го спремивме, ми беше, не знам, најубавото чувство и би сакала нон-стоп да имам такви прилики, да имам такви посебни моменти со публиката. Верувам дека ова требаше да ти се случи, за да станеш уште помотивирана, да влезеш во студио, да работиш и верувам дека си посакуваш многу такви сцени уште поголеми. Сакаш публиката да ги пее твоите песни во еден глас и драго ми е што ти се случи ова, затоа што навистина некогаш треба можеби некој да ни даде малку повеќе поддршка, да не верификува малку повеќе за да се потсетиме нели од каде сме тргнале и која била нашата цел и драго ми е тоа што навистина ти се случи. И мене ми е искрено многу драго и сум благодарна за се. Имаше еден момент, братучетка ми беше дојдена на концертот и ми пиша порака. Ми вика, my little sister, Мартија, конечно го живееш твојот сон. Ајде little Маки, покажи го тоа што секогаш си го имала во тебе. Тоа беше 5 минути пред да искочам и вака бидејќи сум многу емотивна, дури ми дојде да заплачам од среќа, но си викам, окей, смири се, сега имаш друга работа, на друго место треба да е фокусот, после ќе плачеме.
Спомена дека навистина си добила многу позитивни реакции од публиката, што ти кажа и верувам дека ја оправда довербата на организаторите. Се надевам дека е така. Кој е фидбекот кој што го доби од публиката? Па искрено, многу убави коментари, им се допадна тоа што го гледа. Пред се мислам дека затоа што ние како екипа, како тим стварно уживавме и додека настапувавме и нормално самата публика кога слушнав дека толкав број на луѓе ги знаат моите песни, ми беше онака нереално малку и ме врати во момент кога се сомневав дали тоа можеби, дали сум на прав пат, дали можеби некогаш тоа ќе се случи. И ете, некако животот ти носи моменти и прилики каде што трудот и љубовта што ја вложуваш во проекти, во музика, во се, публиката ја препознава и тоа дефинитивно е така. Да. Ме интересира, а и гледачите верувам секој пат се заинтересирани што се случува зад камерите. Дали успеа да се запознаеш со Рита Ора, со Сенида, два бона, верувам дека можеби подготвувате нешто заедно, тоа никогаш не се знае. Меѓутоа, дали успеа да добиеш фидбек од нив или барем да се запознаете? Се запознав со Рита Ора. Во истиот хотел бевме сместени и сосема случајно беше искочена со нејзините родители на кафе. Јас бев со пријателка на прво утринско кафе, онака Slow Mornings. Мислам дека сите артисти имаат Slow Mornings и е многу убав момент за себе. И придов, се запознавме, искрено најдов на многу сличности, во смисла на тоа, бидејќи кратко направивме разговор, во смисла на тоа како и се одвивала кариерата на почеток и кажа еден многу убав муабет. Рече, оваа работа е константен апгрейд и секогаш треба да се трудиш за многу повеќе, затоа што без разлика каде и да си, колку и да си голем, значи ми го кажува тоа Рита Ора, која што е Светска звезда. Да, светска звезда. Никогаш да не се откажуваш. Тоа ми го рече и онака баш беше природна и пријатна и искрено ја замислував така и супер си направивме муабет, испивме едно кафе кратко и потоа тргнав на припреми, она исто така. Така што многу ми е мило што успеав да се запознам со неа и што бев дел од еден таков настан. Да, драго ми е што сакаш да извадиш квалитетна музика, затоа навистина треба време, треба да се избере вистинскиот тим и сето она кое што стои зад добар проект, а не само да се вадат некои инстант хитови кои што можеби веќе следното лето ќе заборавиме дека Марти е извадила песна. Така што ги чекаме твоите квалитетни музички парчиња и се разбира ќе се видиме повторно во студио да промовираме се што работиш и да ти дадеме поддршка, се разбира. Фала, Цеце, фала и секогаш што си тука и што поддржуваш и македонска музика, не само вака, туку и на социјалните мрежи. Ние артистите мислам дека тоа многу го цениме, јас верувам и дека и другите исто така. Па се гледаме во наскоро. Се гледаме, фала ти уште еднаш. Фала ти тебе.